Законот за заштита на потрошувачите во толкување од аспект на инспекции, надзори, искуства и востановена пракса во ЕУ е темата на бесплатниот семинар кој го спроведува Министерството за економија во рамките на проектот за јакнување на внатрешниот пазар. Вакви полудневни работилници се организираат во 5 градови низ Македонија, во Куманово, Струмица, Скопје, Охрид и во Тетово. 15 година сам водила тржишну инспекцiju и 15 години раководев со пазарната инспекција во Словенија. Овде сум на проект за развој на внатрешниот пазар. Овој проект има 5 компоненти. Јас сум ангажирана во делот за заштита на потрошувачите. Па во тој контекст, знаете, сега ќе биде 1 година откако имате во Македонија нов закон за заштита на потрошувачите, кој ги има преземено директивите од Европа. Значи, мора да се едуцираат инспекторите и секако и фирмите. Затоа имаме овде повеќе обуки. Оваа недела имав 5 предпријатија на кои ми ја представував регулативата. Можам да кажам дека овој период вашата инспекција се повеќе ги прифаќа принципите кои што важат во Европа, а и фирмите полека се обидуваат да ги прифатат. Знам, не е едноставно, но ако сакаме 2030 година да биде година за влез на Северна Македонија во Европа, тогаш мораме сите да се потрудиме. Onda naravno moramo svi da se potrudimo. Така, Република Словенија веќе неколку години е во Европската Унија. Какви се предностите и недостатоците, односно што им принесувате на македонските бизнис оператори, односно како да се подобри економијата? Да, ми смо од 2004. Ние сме од 2004 година членка на Европската Унија, прва држава од поранешна Југославија. Суштината е во тоа секоја држава која влезе во Европската Унија да ги почитува европските регулативи и директиви. Тоа значи некогаш можеби на државата и се чини чудно зашто мора да се почитува тоа, но основен принцип е заедничката трговија. Што значи тоа е предност за македонските потрошувачи, бидејќи на тој начин тие ќе дојдат до производи по волности и услуги кои се во Европа без царински ограничувања. Ова е голем стимул за македонското производство, кое би можело полесно да извезува на европскиот пазар. Секако е од корист. Корист е свакако. Колку денови ќе трае обуката и каде се ќе се одржи? Дали ви се познати градовите каде ќе се одржат обуки во Македонија? Ево да говоримо о овој задњој обуци. На последниот семинар се спроведуваат 5 обуки за стопанството во Струмица, Куманово, Охрид, Тетово и Скопје. Пред 1 месец исто така имавме работилници за инспекторите. Законот за заштита на потрошувачите има некои новини кои ја променија секојдневната пракса. Тоа се темите за кои се обидувам да го пренесам знаењето овде. На 5-дневните обуки Андрејка Грелик ќе го образложи законското решение за заштита на потрошувачите. Според последните податоци на Организацијата на потрошувачи на Македонија, макамачи за време на економската криза, која се повеќе се злоупотребува со единствена цел – да се дојде до поголем профит.